Ова е период кога треба да се посветиме едни на други, да се поддржуваме за полесно да се справиме со тагата и со траумата. Но поддршката ни е потребна, не ни е потребна само на нас, возрастните. Токму така, децата се многу кревки и многу често и праксата покажува дека колку и да не изгледа тоа така, навистина се пред сериозен предизвик кога треба да се справат со вакви тешки ситуации. Како да им бидеме прва помош на децата, што треба да им кажеме во овој период? Тема на која што разговараме со психологот Вики Гаспар. Добро утро и добре ни дојдовте. Оно што го споменав и пред малку во најавата. На прва веројатно мислиме дека децата не се засегнати толку со трагедиите, но на протокот на информации секако не можеме да влијаеме, колку и ние да сакаме да ги заштитиме од една ваква ситуација. Тие на посебен начин го чувствуваат и доживуваат се во ова. Кои симптоми покажуваат дека младите се засегнати од една ваква трагедија? Што треба да забележиме во нивното однесување? Да, прво да кажеме дека пристапот кој што се препорачува зависи многу од на која возраст е детето, дали е предучилишна, училишна возраст, тинеџер или млад возрастен. Ги ставил и младите возрастни во оваа група. Кога збориме веќе за тинеџерите, кои се јасно име што се случува, и младите возрастни кои што би кажал дека чувствуваат најголема поврзаност со тие што беа дел од трагедијата, чисто ради возраста и ради тоа што младиве најмногу ги посетуваат тие ноќни клубови, дискотеки, кафичи. Првото нешто што можеме да го видиме ќе поминат и тие низ процеси, поминуваат низ процес на шок, кој што е нормален во оваа ситуација, но после тоа треба да следиме одредени промени прво во однесувањето и треба да следиме промени во емотивната реакција и во емоционалниот одговор што го даваат тие. Тоа најмногу треба да го следат родителите, кои што си ги познаваат децата најдобро, но да го следат и врсниците меѓу себе и секако авторитетите кои што се на училиште и кои што се поминуваат повеќе време со нив. Првото нешто што може да го видат дека во тој шок има една ситуација на хаос, каде што сите функционираме некако забрзано, пробуваме да направиме се што можеме да помогнеме, а потоа може да забележат одредени промени, како што кажа, во однесување, како повлекување, некомуникација. Тие се првите симптоми кои што ќе ни укажат, или емотивна реакција, ако пречесто се јавува плачење, потреба да се зборува цело време за истата ситуација, тие се справувања на самата личност преку своите одбранбени механизми. Во овој случај секој реагира различно. Така да тоа што го препорачуваме ние кога ако видиме дека има одредена промена кај децава, да секако разговараме со нив, прво родителите, да им дозволат доволно простор да се искажат, да кажат како се чувствуваат, да кажат што размислуваат за целава ситуација и како го доживуваат цел оваа страшна трагедија, а потоа доколку има потреба да се носат, да се однесат кај некој кој што професионално го работи тоа. 100 училишни психолози работат со учениците, со нивните родители, со возрастните, постапуваат според протокол подготвен за кризна интервенција. Што подразбира еден ваков протокол? Така, прво треба да знаеме дека училиштето е вториот дом и децава и најмногу се чувствуваат најсигурно и со најголем авторитет преку наставниците, поточно на стручната служба. Протоколот, јас од кој што можев да поразговарам во текот на овие денови со некои колеги и колешки кои што работат во училиште, тие го креираат согласно своите капацитети. Главното нешто што ми го споделија сите е врзано за тоа дека ги адаптираат, наставниот кадар ги адаптира своите активности да бидат поедноставни сега и да може да се обрне повеќе внимание на менталната хигиена. Се разговара повеќе со учениците, се дава повеќе простор на тие деца кои што имаат
потешкоти и да се справат со целава ситуација и секако се разговара поотворено од страна на наставниците за целава работа и за чувствата. Споминавте менталната хигиена. Колку овие ситуации не учат дека треба сериозно да се посветиме на превенцијата и колку и да звучи чудно, да ги подготвуваме едноставно младите да знаат да се справат и со емоциите и со овие чувства. Така, во текот на животот секој човек поминува низ многу трауми, за жал. Тоа е нели евидентно и го гледаме. Првата траума, кажуваат психолозите, дека е раѓањето. Со тоа што ние сме свесни дека треба, за да направиме здрави млади кои што понатаму ќе се соочат со одредени предизвици во текот на животот, треба не само да ги заштитуваме максимум, туку треба да им изградиме капацитет да можат да се справат. Тоа се викаат резилентни сили кои што им помагаат во состојба на потешкоти, на криза и на вакви трагедии кои што треба да им помогнат нели да поминат наједноставно и најлесно што можат. Овде сме свесни дека ќе има последици и дека има голем удар кој што ќе влијае секако. Но идејата е да направиме да понатаму тие можат со текот на времето, кај некој ќе треба помалку, кај некој ќе треба повеќе време, да се справат, зависно од тоа и во каква улога биле, дали познавале некој од луѓето што беа дел од таа трагедија или не, и овде се вклучени и другите моменти кои што не се врзани за ова, како пример еден фактор е од какво семејство потекнуваат, дали комуницираат повеќе со семејството, дали паралелно имаат одредени потешкоти кои што во ваква ситуација уште повеќе ќе ги нарушат. Така да многу е важно да со одредена 7 годишна возраст да му се даде на детето разбирање, внимание и љубов, за да може да му изгради чувство дека понатаму и да дојдат тешки работи кои што доаѓаат, ќе може до некаде да се справи. И треба да знаеме дека не е слабост или одредена не добра состојба ако некогаш во текот на животот кај нас се наруши менталната хигиена и ние сме во полоша состојба. Тоа се апсолутно, тоа е составен дел од животот, само треба да знаеме како да го менаџираме. Така е. Фики, вашето име е дел од плејадата психолози кои што нудат и телефонска поддршка овие денови за сите граѓани кои што имаат потреба од неа. Што е важно да му се каже на секој граѓанин? Знам дека за секој граѓанин нели ова е различна тема, но сите живеевме колективна траума. Па што би било она што и вие би не советувале и при наша неформална комуникација што можеме едни на други да си го кажеме за поддршка? Главното што треба да се направи е да се поразговара за емоциите, поточно за тој кој што ќе побара помош, да му се даде простор да поразговара, да каже како се чувствува, да припазиме да не даваме ветување кои што не можеме ние да ги оствариме, дека се ќе биде во ред, дека нели ќе се помине и ова, да не се брза со тоа да се даваат совети за како да се надмине ситуацијата, затоа што во оваа ситуација на луѓето им треба, главно им треба да бидат разбрани и да бидат слушнати. Ќе дојде период кога ќе се работи на тоа да работите се надминуваат и секој ќе си го работи тоа индивидуално, значи секој ќе почувствува колку му треба и како му треба, но главно сметам дека на почетокот треба само да се има разбирање и да се сослушат луѓето кои што ќе ја побарат таа помош. Ние сме се уште во фазата на шок. За жал, во оваа голема трагедија голем број млади ни починаа, но голем број млади го доживеа и преживеа се ова што се случи во Кочани. Чест пример во вакви ситуации Фики е и чувството на вина. Дека тие се тука, а некој друг не е. Ова е нормална реакција во траума, но како да излезат младите сега од ова чувство? Да се случува во ваква ситуација кога баш така се работите да тие што поминале, да кажем, ајде полесно, чувствуваат некоја вина, зашто нели ова се случило кај нив, а кај останатите поминале многу потешко или за жал починале.
Тоа е нешто кое што го разговаравме и во текот на овие сите денови кои што помина и се работи главно индивидуално. Значи се почнува од разговор за тоа зошто се чувствуваат така и како може тоа и потоа се трудиме, многу зависи сега од ситуацијава, да направиме одредена промена на тоа доживување, затоа што таа вина може да влијае многу тешко на самите личности. Посебно имавме одредени луѓе кои што загубија семејство во таа ситуација, биле заедно таму и тоа е многу тешко и е нешто кое што нема универзален совет како да се поставиме, туку работиме директно индивидуално на таа ситуација и црпиме од работа со таа личност, црпиме што е тоа што може да помогне да се почне да се работи на тоа и да се надмине. Така да, покрај таа психоедукација која што се прави во оваа ситуација, се даваат и други методи или соодветен пристап на индивидуалната ситуација. Тука е траумат, но тука е и стравот. Кај младите најмногу тоа се гледа, се забележува, се коментира. Како да ги охрабриме и да им ја вратиме сигурноста дека кога ќе седнат на кафе, ќе влезат во гостителски објект, ништо нема да им се случи. Ова се нови генерации, млади луѓе. Знаете како, стравот е нормален затоа што ние со луѓево кога имаме одредена добра ментална хигиена и одредена стабилна здравствена психолошка состојба, очекуваме и многу често тоа може и кај себе да го видиме дека некои работи што ги читаме во светот што се случуваат како трагедии, не ни помислуваме дека може да ни се случат нас. Тоа е нешто што е многу далеко од нас и нешто што едноставно веруваме во себе дека не може да се случи. Тоа е позитивна работа затоа што не заштитува од одреден момент каде што ние цело време би биле анксиозни дека нешто ќе се случи. Сега, кога се случи ова кај нас... Само ќе ве прекинеме на кратко, ќе ја задржите. Мислат, имаме една мала итна ситуација. Ја имаме колешката Анита Никушева Јованчев на линковско вклучување од клиниката за хируршки болести Светинао Охридски, бидејќи во моментов докторите се во процес на визита, успеавме да го имаме директорот на клиниката неколку минути на линковско вклучување во живо, за да од прва рака дознаеме за состојбата на повредените пациенти кои што се лекуваат во таа болница. Анита, доколку се гледаме и слушаме, повели? Да, добро утро. Ване се наоѓаме пред клиниката за хируршки болести Светинао Охридски во Скопје. Каква е состојбата на пациентите кои што се хоспитализирани тука? Зборувам утрово со директорот доктор Небојша Настов. Докторе, најнапред, добро утро. Добро утро. Каква е состојбата на пациентите кои што се хоспитализирани на вашата клиника? Сите 10 пациенти кои што се хоспитализирани се во стабилна состојба. И ноќта ја поминаа мирно, нормално, уредно. Денеска се планираат преврски кај 20 пациенти. И ќе видиме, ќе продолжи понатаму обсервација дека оние кои што се извршени веќе претходно интервенции од типот на трансплантација на кожа. Да, спомнавте трансплантација на кожа, на колку пациенти беше извршена? Од 10 пациенти кои што се хоспитализирани, кај 6 се извршена трансплантација на кожа, кај останатите се прават само преврски локално, без потреба од трансплантација. Една седмица се сместени тука пациентите, вие секогаш споменувате дека состојбата од час во час се менува. Очекувањата какви се? Можам да кажам дека има оптимизам во однос на понатамошната прогноза и баш во име на тоа денеска се планира испис на 4 пациенти. Само чекаме да стигнат токсиколошките анализи и во зависност од резултатите на токсиколошките анализи ќе одлучиме дали сите 4 или некој од нив ќе треба да остане уште некој ден. Ве прашувавме постојано за медицинскиот персонал. Секогаш подготвен, како сте екипирани во моментов? Екипирани сме како и секогаш, значи имаме персонал кој што нормално треба да се прават некакви прераспределби на смените, но секако успеваме да покриеме и успеваме да го пружиме оно што е потребно за пациентите. Благодарам на одвоеното време. Следиме секогаш состојбата во вашата болница. Студио?
Благодариме. Количката Анита Никушева Јованчев е пред клиниката за хируршки болести Светинава Охридски Скопје. Тука ќе го завршиме блокот јавување од таму во утринската програма, но Анита останува на терен. Следното вклучување на нашата екипа е во вестите во 9 часот. Застанавме кај поддршката на младите, односно како да ги охрабриме да продолжат со животот, како и да звучи. Тоа мора да се случи секако. Така, објаснувавме малку за стравот и објаснувавме за тоа зошто овде може да биде доста зголемено тоа чувство на страв и зошто е толку присутно е затоа што доживувањето е дека ова ни се случи на нас и на наши луѓе. Значи тука е до нас не е далеко некаде во светот, не е нешто со кое што не можеме да се поврзиме, туку се поврзуваме затоа што повеќето од нас познаваа одредени личности кои што беа дел од таа трагедија и нормално е дека можеме да се ставиме на нивно место и ние да сме биле дел од тој настан за жал, каде што нели ќе млад човек ќе искочи и ќе може да се случи нешто вакво, со тоа што една од работите е нели за да се почувствуваат малку посигурни, да се направи, како што гледам сега дека прават некои одредени контроли, да се почувствуваат прво сигурни дека објектите нели се обезбедени, а потоа и да се работи на сопственото надминување со цел нели да не се развијат одредени состојби како анксиозност и други работи. Патот до исцелување не е едноставен. Тука сте вие, меѓу другото, во поддршката на граѓаните, но колку е важно сите да сме тука едни за други. Тука мислам и на сите општествени чинители. Ве пред малку го слушнавме директорот на хируршката болница пред малку Светинава Охридски. Зборуваме за наставниците, зборуваме за полицијата, за здравствените работници, ние новинарите. Колку ние сите треба да влееме доверба на оние кои што не гледаат во моментов и тоа им е потребно. Така. Можеме да видиме дека нели последните денови согласно нели сите ситуации што се прават се понудија помош и од многу места. Значи скоро сите се активирани, секој во своето поле, новинарите нели во своето, институциите во своето, ние психолозите, тоа што можеме ние да го понудиме и со кое што можеме да помогнеме и тоа чувство на некое колективно помагање и колективно активирање за целата работа, сметам дека влијае доста позитивно на целата ситуација и самата поддршка што доаѓа од повеќе извори знае да помогне доста со нашето чувство за тоа и како ќе се справиме и како ќе се справуваме од сега натаму со ситуацијава и со нашите очекувања дека тек сега после одредениот шок ќе имаме најголемо негативно влијание на менталната хигиена, нели согласно претходни наши работења, искуството кој што ги покажува. Ќе говориме гласно и ќе се обидеме да се помогнеме едни на други, тоа ни останува периодов. Граѓаните покажаа дека знаат да си подадат рака едни на други, дека им треба поддршка на секого, најмногу и на медицинскиот персонал. Вчера имавме еден емотивен момент токму пред Светинава Охридски клиниката кога доктор беше поздравен со 5-минутен аплауз. Излези и ги отпоздрави луѓето надвор, што значи дека навистина на сите ни е потребна поддршката и ако извлечеме поука од оваа трагедија, тоа е ова да не ни помине, да си подаваме рака ако сакаме да го промениме ова општество. А тоа треба сите заедно да го направиме и најмногу да се внимава на менталното здравје во следниот период.